Локалниот бизнис во Полошко секое лето чека на печалбарите, кои значително ја раздвижуваат економијата и оставаат големи суми на пари. Но економистите алармираат дека со годините бројот на иселеници се повеќе се намалува. Ова велат веројатно најмногу се должи на тоа што овие така наречени трети или четврти генерации веќе се родени и работат во странство и немаат некоја желба за Македонија. Непобитен факт е дека со развој на генерациите, да кажеме, на тие иселеници што ги имаме, доаѓаат новите генерации кои што поретко одлучуваат да се враќаат во нашата земја и некако тие доаѓаат само на одмори. Тука мислам дека има и студии за имигрантите од нашиот регион. Ние сме стигнати околу третата, четвртата генерација, каде што веќе помладите веќе имаат и живеат во странство тамо, не се на печалба, туку живеат и со родителите заедно доаѓаат на одмори. Годинава во разговор со нашите претприемачи од нашиот регион некако е не на ниво на претходната година, не е дека не е добро, но како што го нагласив претходно, има надолен тренд на влијанието на, да кажеме, големото влијание. Не е дека нема влијание, него битно и стратешко влијание на нашите иселеници во успехот или во тековната работа на самите бизнеси. Во Полошко веќе пристигнаа првите печалбари, чија бројка не е како минатите години. Сепак, вели Јусуфи, парите на иселениците кои најмногу одат во тековната потрошувачка и те како му значат на тетово. Битно е влијанието на нивните средства што ги трошат во нашиот регион, што доаѓаат по разни основи, доаѓаат на одмори, доаѓаат заради разни стечени фамилиарни свечености, да ги организираат и е една инекција на подобро работење на самите локални бизниси во Тетово или во Полошкиот регион. Има некои дејности што стварно директно имаат големи успеси, бидејќи сезоната име, како што се фризерско-козметичните салони, бидејќи самата природа на бизнисите таква, кажав, се организираат разни свечени настани, свадби, меридби, родендени и тука доаѓаат до израз овие трговските предпријатија, исто и тие имаат подобрување, но производствените немаат битно влијание, но тие вршат тековна работа, каде што имаат нарачки од домашни клиенти или ако извезуваат, имаат договорени нарачки што извезуваат во странство. Имајќи го предвид овој тренд, државата, вели Јусуфи, треба повеќе да мисли на иселениците и начините како да се привлечат и да инвестираат во родниот крај.